Ново издание од видео подкастот Синдикатот за новинарските работи. Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници продолжува со праксата да ви ги доближува сите активности преку лица, преку луѓе кои што се најдиректно ангажирани и активирани во работата на синдикатот. Организацијата која води сметка, води грижа за вашите услови, почитувани колеги, за законот за работни односи, за сите услови, за сите потреби на оние што се вклучени во работата на медиумите. Во овој случај, уште едно познато лице од новинарскиот, од телевизискиот дел, без намера да правиме избор по пат на некаков брендинг, од друга страна само по себе се наметнува, затоа што едноставно тоа се луѓето што работат, соработуваат, што се активни во синдикатот. Добре дојде за Тамара Гранчарска. Добро те најдов. Добро се чувствуваме. Ова е сепак позната атмосфера, познат амбиент. Овде действуваш долго време. 12 години. Од осамостојувањето, има ли ССНМ поинаков лик? Што е со сите оние подеми, падови, со сите, сега говориме внатре за организацијата? Ако ги се навратам поточно наназад од 2010 кога стартуваше се ова и кога поминаа 12 години, морам да кажам многу брзо, имаше различни, имаше и убави, и помалку убави моменти, имаше моменти кога синдикатот се соочуваше со распади на цели медиуми, со останување на луѓе без работа, со судски процеси, со бркање од работа, до моменти кога едноставно извојувавме битки за новинарите, за работните односи, кога се менуваа закони, кога се прифаќаа наши сугестии, така да тие 12 години одеа како во математиката, нагоре надоле од минус во плюс, но во секој случај покажа дека оваа организација од зачеток од 30 и неколку ентузијасти кои први го ставија потписот за да се формира и беа таа, да кажам, сила, дека постои потреба кај новинарите да се организираат самостојно во синдикатот, бидејќи и претходно ние бевме организирани во синдикат, но бевме во една група, да кажам, на други работи кои не можеа целосно да одговорат на нашите. Ние сме сепак специфична професија и едноставно свативме дека нас не треба и специфичен синдикат. Наш синдикат кој ќе ги адресира токму нашите проблеми. И од тогаш до денеска тука помина па не можам да кажам плејада од луѓе, но доволен број на луѓе низ овој синдикат, некои се уште се тука, еве јас сум 12 години веќе во синдикатот, иако во извршниот влегов после 4-та година, тогаш бев дел од управниот одбор на ЗНМ, но потоа кога ми заврши тој мандат, поактивно се вклучи во извршниот одбор на синдикатот и се уште сум тука и сите тие луѓе оставија печат низ синдикатот, со своји мислења, со своји активности, некогаш тоа одеше на мускули, некогаш имавме доста ентузијазам, се организира и, да кажам, и протести, и акции, и снимавме и промотивни видеа за до денеска да правиме и обуки за новинарите, за различни теми, да правиме анкети каква е состојбата кај новинарите. Имавме помош од сестрински или да кажам сродни наши синдикати од регионот кои ни го трасираа патот како треба, ни помага. Мислам дека сега доволно изодовме. Сметам дека веќе си го најдовме патот и правецот и сметам дека се движиме во вистинска насока. Така да тие 12 години, ако можам еве да ги срочам во неколку минути, ги има сите нијанси на виножитото од црното кое не боја до белото кое не боја со сите нијанси измеѓу. Дали овој период е доволен да се согледа во детали закон за работни односи како основен акт кој што треба да го знаеме, да го владееме со цел да ги обезбедиме сите тие неопходни услови за нашите колеги? Да, тоа е примарно и основно. Познавањето на законот за работни односи е нешто што секој, независно дали е новинар или не, кога си работник мораш да си ги знаеш правата.
еве јас искрено, додека не почна да функционира синдикатот како синдикат, додека не се соочивме со некои наши теми, ги знаевме тие лаички од она што сум слушнала, но кога почнав да го читам законот, сватив колку всушност ние сме неинформирани за самите себе, за своите права како работници. Од не знам, денови годишен одмор, па барање одредени денови за нешто, зборувам за она што нели е највидливо, до тие други ситници и нијанси кои го прават нели правата и обврските, дека бидејќи не се само правата. Значи законот за работни обврски ги детерминира и обврските кои ги имаме ние како работници, кои мора да се почитуваат. И сметам дека секој новинар, медиумски работник мора да седне барем еднаш да го прочита. И ќе најде нешто што не знае, што ќе му биде ново, чисто поради себе, бидејќи кога сме во работниот процес, многу е полесно кога знаеш кои ти се правата и кои ти се обврските. Некогаш луѓето ги мешаат, некогаш луѓето поради тоа и прават грешки, поинаку мислат. И сметам дека тоа е основата од која трга и овој синдикат. Значи подобрување на работните услови за новинарите, но согласно законот кој го имаме и имаме тенденција да го направиме подобар. Имаме дадено неколку предлози на измени на законот за работни односи кој е во подготовка, за да токму ги подобриме онека што сме виделе дека имаме пропусти, каде што се злоупотребува, каде што не ни одговара како професија некои делови. Но ако не ги знаеме, не можеме ни да знаеме како треба и што да поправиме. Затоа мислам дека сите, без оглед дали се членови на синдикатот или не, мора да го знаат, барем да го прочитаат законот за работни односи чисто поради себе, за да знаат што имаат како право и што имаат како обврска. Како продолжение на оваа препорака, сите да го прочитаат и да го совладаат барем делумно законот за работни односи, ќе стои дополнение предупредување. Ако веќе не го владеете, обратете се во канцеларијата на ССНМ или можеби кај Тамара Гранчаровска. Добро, не мора бројот доле да оди да го испишеме. Синдикатот е тука за сите, особено за членовите, морам тоа да потенцирам. Тој е ексклузивитет, значи синдикатот е тука за своите членови и ексклузивно имаат право пристап до синдикатот за побарат, да прашаат. Ние им помагаме на сите. За волја на вистината, изминатите 12 години сме им помогнале на сите кои ни се обратиле. Луѓе кои никогаш не биле членови или се зачлениле на месец-два колку да добијат помош, па потоа повторно се отчленувале или ги снемувало условно, бидејќи знаете, членството е условено со плаќање. Ако не плаќаш, веќе престануваш да бидеш член и ги губиш правата на и на заштита, и на консултации, но сепак сме излакувале во пресрет и многу пати сме размислувале дали треба да го правиме тоа, но секогаш кога дошло прашањето кога ќе ни се обрати некој некому да кажеш нема да те посоветувам бидејќи не си платил членарина, некако надвладува на човечкото дека не сакаш да оставиш некого во тешка состојба. Инаку, синдикатот е тука, јас сум тука, и ми се обраќаат колегите, бидејќи претставам дека ме препознава, дека долго време се занимавам и гласна сум, зборувам јас за тоа. И ми се обраќаат со различни прашања и им го кажувам на сите истото. Тоа е правото и прочитај си го законот. Не сакам јас да го толкувам. Треба сите да седнат и да си го прочитат, а ние сме тука да појасниме, но и да укажеме докаде се правата, нели, и што може и што е законски. Бидејќи се што излегува надвор од тоа, веќе излегува надвор од законот и може да биде последица за самиот работник. Исто така, ништо не може на сила. Ние сме малку како професија, знаеме да бидеме темпераментни, знаеме да бидеме тврдоглави, знаеме се, но некогаш е добро да се седне, да се размисли и да се види како и што е и потоа да се делува. Никогаш не треба на прва и никогаш не треба без подготвеност во контекст на дали си запознаен со во законски рамки, кога зборуваме на законот, како е формулирано тоа прашање или како може да се адресира понатака. Овој дел малку историја, малку ангажман, малку познавање на областа, би го заокружил со прашање колку од по 3 олимписки циклуса, по 12 години, колку од основната идеја за здружување, за формирање на ваква организација е исполнето. Дојдени ли сме барем до пола од она што го посакувавме пред 12 години?
Никогаш ништо не е до крај исполнето. Ако ме прашуваш мене, секогаш има чекор понатака каде што може да продолжиме, да го прошириме, дури и да го направиме совршено и законот, например, да се усвојат сите наши забелешки и да направиме се што можеме од наша страна, секогаш ќе има уште чекор понатака, дали во имплементација, дали во информирање на нашето членство, на новинарите, на новите генерации, да бидат посвесни за своите права. Бидејќи јас сум 25 години, мислам, во оваа професија и знам како било барем на моите почетоци тогаш, и правата на новинарите и условите и како се денеска. Значи подобрени се. Тоа сакав да кажам. Оди напред, подобрени се, но секогаш може да биде подобро и секако се уште има делови од тоа каде што ние нашите права или се закинати, или не се почитуваат до крај, или се толкуваат на начин на кој одговара. Но вона како почнавме? Сега, за волја на вистината, ние тогаш уште во медиумите се земаше плата во плик. Определени денови на одмор календарски добивавме, што беше се противзаконско, но со тек на време тоа се промени. Зборам за тие основните, а за финесите за доплаќање на прековремена работа, и тоа се уште тука борбата трае. Секогаш се вели ние новинарите немаме работно време, но сепак, нели, кога сме на работа, сакаме она што сме го сработила и честно да ни се плати. Кој напредуваше? Ние како организација или работодавачите можеби станаа посвесни? Па мислам заедно, како што станувавме ние погласни, така и они станува посвесни. Ние алармиравме кај институциите преземаа мерки во контекст на дали на контроли, на укажување, ние на поголема свесност кај колегите, па они нормално на работа ги отвараат тие прашања дека тоа така не може, дека по закон не е така. Имавме да кажам судски не толку процеси, но нели жалби, поплаки, што водеше кон тоа, кон освестување. Знаете, кога во еден медиум ќе почне таков процес, нормално тоа е позитивниот пример, кој после другите го следат или, например, колегите викаат, видете таму како е, зашто кај нас не е така. И ние, затоа нашата тенденција барем на едно место да промениме, за да можеме да одиме понатака, нели, по позитивниот пример да ги менуваме другите. Така беше и со колективниот договор кој го потпишавме со МИА. Значи, може да се потпише колективен договор на ниво на медиум, кој потоа според нас треба да биде позитивен пример за другите медиуми. Зошто да не? Во МИА ништо не загуби работодавачот во не навлегувам дали е тоа државата, владата или е приватен. Значи не доби едноставно само новинарите си ги регулира на едно повисоко ниво односите со работодавачот и на МИА ништо не се случи. Не знам зошто е стравот од некакво такво доредување. Значи созреваат работите и на двете страни, и кај работодавачите и кај новинарите. Со оглед на тоа што еве во моментов имаме недостиг на новинари на пазарот условно медиумски, тоа се чувствува во сите медиуми и тоа ги тера и работодавачите да ги подобруваат условите на работа. Дека порано, знаете како беше, ќе најдеме друго дете, веќе не се наоѓа друго дете. Особено ние тоа, мојата, ајде да кажам, веќе не сте ни средна генерација, повозрастна генерација, навистина беше така порано. Сега е малку поинаку. Сега секој медиум се бори за својот новинар, снимател, бидејќи едноставно станува професијата токму поради тие пропусти кои беа низ годините, стана неатрактивна. И сега се почнува малку да се минува, но се уште има пат за одење и од едната и од другата страна. Синдикатот на новинари и медиумски работници, очигледно според овој последниот твој дел, ќе има нови предизвици во следниот период. Меѓу другото и да повика да создаде услови за учество на младите луѓе во нашава професија. Па мора, тие се во секоја професија мора да има млади луѓе кои нели ќе го продолжат она што, например, ние, ете, во таа веќе надсредна или генерација или постара генерација сме го поминале. Значи, без нови генерации, без млади генерации, ќе има професијата нема да може да обстане. Кој ќе работи? И нормално дека нивната ангажираност и активност не треба да се води само за тоа дека еден ден ќе бидат постари како нас, туку за собствените права. И мене многу ме радува кога гледам млади колеги кои навистина се ангажирани и сакаат. Иако се разочарувам кај млади колеги кои ги познавам, кои едноставно се незаинтересирани, но тоа е незаинтересираноста кон сопствената иднина, кон сопствената судбина, бидејќи ако си се решил за оваа професија,
ти нормално дека ќе сакаш да ја подобриш, па ти треба да останеш во неа во наредните 20 или 30 години. Тамара Гранчаровска, овој дел од подкастот Синдикатот за медиумските и за новинарските работи беше сосема доволен за да го докажеме од почетокот, од најавата, колку си ти упатен. Сега во сите работи, околу синдикатот и сите односи што владеат во нашите медиуми. Ми интересира 25 години кариера, релативно, не знам ти како го чувствуваш тоа, меѓутоа претпоставам дека сите околу тебе може да бидат и задоволни. Што е тоа што те мотивирало? Што е тоа што те одржува во делот на работата во форма на синдикат? Многумина се држат само до својата кариера, до оние основни постулати на работењето во новинарството и не сакаат, да речеме, навлегување во таа некаква си нова сфера. Тоа е таа комфортна зона, ја што ја нарекувам, кога се движиш во рамките и не сакаш да ги расшириш границите. Моето ангажирање во синдикатот, претходно во ЗНМ, а потоа во исто време во синдикатот и како еден од основачите, а потоа и како дел од извршене, затоа дека сметав дека ако сакам нешто да се промени во професијата која работам, значи треба да се обидам нешто да сменам, не можам јас да чекам некој друг да го сработи тоа за мене. Тоа ми е навистина малку несватливо, кога сите сакаме нешто да направиме, сите сакаме да ни биде подобро, ама ако може некој друг тоа да го сработи за нас. Јас тргнав од тоа дека ако сакам нешто да сменам, значи јас ќе се обидам да го направам тоа. И можеби е тоа и до темпераментот, можеби е тоа до како човек, не знам, претпоставам дека е тоа делумно и до карактерот. Сигурно карактерни особини. Да, но тргам од тоа дека ако сакам нешто да направам, јас ќе се обидам да го направам. Стекнат или подоцна создадена рефлексија тоа кај сите, претпоставувам. Во твојот случај станува збор и за една популарна девиза овде на овие простори. Не прашувај гаталец, прашај паталец. Так. Кој страдал, полесно ќе се запознае со материјата. Да. Па добро, јас сум го имам на потешкиот пат искусен во синдикатот, поточно сме една од првите на кои синдикатот ја понуди правната Вежбаш. Да, вежба, правната помош. И тогаш уште синдикатот не имаше свој адвокат, адвокатска канцеларија која застапуваше, туку имаше договор преку, да не навлагам со други, кои адвокатската канцеларија помагаше. Јас бев една од петорицата новинари во Утрински весник кои беа добија отказ без отказен рок поради протестот кој беше во весникот, поради најавата за намалување на вработени, прогласување технолошки вишок и ја прекинавме работата во знак на протест еден ден. Ја бев една од петорицата кои беа отказ без отказен рок добија поради тоа. Ние бевме показна вежба, што ќе им се случи на сите ако се побунат, и тогаш синдикатот ми помогна со адвокатска помош, со адвокат кој ме застапуваше, бесплатно, значи не го платив, и јас бев една од тие, значи каде што се тренираше синдикатот како треба. Во тоа време имаше и други случаи, значи тогаш беше и претходно и А1, Утрински, потоа се вежбавме и на други медиуми, но да, судската пракса на помош за новинарите кои во случај на работни спорови треба да одат на суд, бев меѓу една првите, да, тоа е потешкиот начин на учење, но можам да го пренесам моето искуство, како и да го доживееш тоа, но и како е чувството кога знаеш дека една цела организација, значи буквално застанува позади тебе и ти дава и помош и поддршка, и тука е за било каков совет, но и секаш колегијалност и пријателство. Работеше во вестници, потоа онлайн изданија, национални телевизии и така натаму. Прво нешто неврзано со синдикат. Што ти е фаворит, што ти е омилено? Имам работено во радио, во печатен медиум, имам правена емисија во телевизија, делумно и на социјални, во портали, не повеќе на социјални мрежи, одржување на социјални мрежи. Радиото, претпоставам дека ми остане првата љубов, но пишувањето ми е она што преку кое најдобро се изразува. Значи, пишувањето ми е таму каде што кога ќе седнам, таму мислите едноставно само си течат. Она што некогаш дури со зборови вака не можам, кога ќе
тастатурата веќе не хартијата и пенкалото, мислам дека тоа ќе ми остане најдоброто изразна форма како новинар, пишувањето. Тоа беше без сегментот синдикат, сега со синдикат, кои од овие медиуми овозможува најдобри услови во моментов? Колку сега имаш увид најконкретно во сите профили? Каде може би ти се соочи со најдобри услови за работа? Па во моментов каде што сум ми се најдобри за сега условите за работа, каде што сум работела, моите почетоци во радио бев како хонорарец, мислам беа исполнети тие услови, но се уште беше на почеток од мојата кариера. А потоа заборавив и агенцијско новинарство во МИА, јас сум првата генерација на вработени во МИА 98 година, значи буквално од првиот ден. Таму се задржав 9 месеци, тоа сигурно условите таму беа добри бидејќи беше нова и нели агенција формирана од владата. Потоа мислам дека, како што кажав и преска, се развива работните односи кај новинарите, кај во медиумите, од печатините па натака, но во моментов мислам дека во националните телевизии, во поголемите портали имаме регулирани во најголем дел работни односи, кај порталите имаме во помалите или каде што се човек два таму навистина имаме проблем од она ја што го знам. Генерално странските, значи дописништва се тука исто така имаат регулирани односи, но секогаш се предизвиците ни остануваат колку се почитува законот за работни односи докрај во сите медиуми. Тамара Гранчаровска, освен што функционира овде, најчесто е на браникот на чело, тука некаде, на ССНМ. Истата организација делегираше и во интернационалната, меѓународната новинарска институција, онаа главната, од, мислам, доцна пролет беше. Да. Тамара Гранчаровска е членка на Комисијата за родова еднаквост на ИФДЖ. Да, тоа беше прв пат. Значи, јас сум прв пат како представника на ССНМ во тоа тело од Македонија. За сега тоа тело комуницираме на преку мейлови, се испраќаат покани за обуки главно, се шеруваат информации, се побера информација, например, за контакти тука кај нас, за новинарки кои претрпеле некаков вид на напади на социјални мрежи. Значи, се уште тоа некако и мене ми е ново, но убаво е кога си дел од таа група и кога ќе ти стигне, например, дека на светско ниво се организирани, знам, обука за новинарки, за одредени теми кои засегаат, значи, родовата застапеност кај новинарите или проблемите кои ги имаат новинарките, бидејќи тоа е основата на ова тело. И се надевам дека во мандатот кој ќе го имаме, дека и ќе се видиме во живо и ќе можам уште повеќе да придонесам на ова тело. Праксата на Интернационалната федерација на новинари вели обуките се држат прво во поголемите центри и потоа ќе дојдат и во регионов, ќе дојдат и кај нас. Па се надевам. Тамара, ме интересира уште една работа, со оглед на сето искуство во работата на ССНМ. За да им го доближиме тоа на сега веќе повеќе од 300 членови на синдикатот на новинари. Не е дека не знам. Не можам да речам дека не сум упатен со оглед на тоа дека сум јас дел од канцеларијата. Како функционирате во синдикатот? Се почесто се присутни сте во јавноста, меѓу луѓето, меѓу новинарите, серија долга на средби и така натаму. Па кога си долго во ова, колегите те препознаваат. И во медиумот каде што работам, ни се обраќаат, но и надвор. Навистина, мислам, кога те препознаваат, чисто од најобични прашања, па некогаш ние се лобираме така, кога ќе има некој проблем, па ти се, нели, го актуализираш, па го објаснуваш, па укажуваш дека, например, тоа било кај некој друг вака решено, или прочитајте, видете, јас секогаш кажувам, отворете го законот, отворете ги правилниците, ќе ви биде појасно, ќе се посоветуваме. Да, долго, да кажам, сум во ова и како што реков, тука функционираме повеќе на пријателска основа, меѓу нас имало и несогласувања по одредени теми, сме знаеле, значи, тоа и да го артикулираме на друг начин, но на крај секогаш
решението се носи со мнозинство и нема тука лутење. Јас сум била надгласувана и сме надгласувале. Многу ми е едно од најдобрите работи ми е што сите теми можат да се разговараат во извршниот одбор. Сме разговарали за многу деликатни теми, за човечки судбини, за прашања кои засегаат филата, но останувало тука и секогаш на крај решението никогаш не било наметнувано од некој да го наметне своето и дека мора така. Навистина било парламентарно, навистина било демократски и на крај секогаш било со мнозинство носење одлука за било која одлука на извршниот одбор. Тамара, ти благодарам. Ти благодараме на тебе. Почитувани, ова беше новото издание на видео подкастот Синдикатот за новинарските работи. Не, рековме на почетокот, Тамара Гнечаровска, нашиот гостин во овој случај, е членка на извршниот одбор на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, меѓутоа тоа е во принцип втора степен. Станува збор за наш човек присутен меѓу луѓето, меѓу новинарите. Се гледаме за 15 на дена.